Во Кривичниот суд продолжи судењето за трагичната сообраќајка во Марино, во која загина 16-годишниот Матеј, а за што обвинет е пратеникот Сашко Јанчев од Левица. Денеска се изведуваат докази и се сослушуваат сведоци. Судењето го следи Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мими, што досега е кажано на рочиштето? Така, денеска продолжи судењето овдека во Кривичниот суд на пратеникот од Левица Сашко Јанчев, кој на 14 септември со моторно возило го усмрте 16-годишниот Матеј Димовски. Инаку денеска овдека во Кривичниот суд имаше вештачење кое што беше од страна на обвинителството и исто така поставува прашање кој е директен, да кажеме, нели, од двајцата учесници каде што 16-годишниот Матеј бил на мотор, а додека пратеникот возел возило, ја направил и е причинител на тешката сообраќајна несреќа каде Матеј загина, а беше повредена една совозачка со 16-годишниот Матеј кој имаше телесни повреди. Од она што кажа од самото вештачење е дека Јанчев, пратеникот, со возилото свртел без да се увери дека нема да го загрози други учесници во сообраќајот и во неговото возило удрил моторот кој го управувал Димовски. Исто така денеска беше презентирано видео и фотографии на што реагираше одбраната на пратеникот, во кој вели дека многу нејасно се гледа на видеоматеријалот дали во моментот имало паркирани и други возила на коловозната лента која му попречувала на возачот на автомобилот. Она што сега во моментот се случува е се уште трае испрашувањето на обвинителот кон вештакот кој кажува дека на вистина во овој случај треба внимателно да се разгледаат и се разгледуваат сите фотографии и снимки и за она што се случило во септември. Тоа е за сега се одовде од Кривичниот суд. Ти благодарам, Мирјана Мирчевска-Јовановиќ, со информации за денешното рочиште за трагичната сообраќајка во Марино.